исплаши. Што бараш овде? Александра ли си се затрчала? Имаш малечок нос, а сакаш да го пикне секој. Знаеш ли дека началникот се пресели овде? Знам. Герман денес ќе ти дојде. Кај книжар. Барај му од белата канцелариска карта. И предај ме на Герман. Јасно? Јасно. Разговараше ли со Александр? Мајорот постојано се вртка околу неа. Што правите ви овде? Зар не знаете дека со Маргарита е забране? Слушнав дека Герман е во одлична кондиција. Здраво, Александра. Добар ден. Одамна ве нема. Ме прати мајорот. Телефонот му бил расит. Чув, и за да ја озборувате Александра, нели? Големи паузи правите, господине Горски. Уживам да ги збркува мажите, особено ако има така убаво име. А јас сум просто Бигорска. Знаете ли што е тоа Бигор? Камен. Горски камен и символ на страдањата. Грозно. Ви сочувствувам, господице. Зошто не се прекрстите во Среброва или Златина? Имате белег на челото. Рана? Украс. Да не имате и во душата такви украси. А не, Александра. Тоа се модрини. Простете, што вие вам сакате да се карате? О, ништо до Бога, само се обидувам да изгледам. Збркан! Или влюбен? Живи Бога, не спомнувајте ја така толку лесно таа именка. И понатаму? Понатаму почнуваат да растат украси. Гледам еден таков украс и во вашата душа. Се вика сгазен идеал. Ништо не ми е толку смешно колку идеалите. Треба да се живее, господине, а не да се бара смислата на животот. Знаете ли кој го рекол тоа? Ларош Фуко. Тоа е цинизам, нели? Не, тоа е глупост. Застанете, господине Горски. Прво ќе ми кажете зошто сте толку духов. Зборувај. Убава сте. И? Престанете да изигрувате каприциозно девојче. Вие сте зрела жена. Мислам на вашата игра со господин мајорот Борис Ганев. За господин мајорот вие не... Впрочем, гувернанта не ми е потребна. Добро, ви пожелувам среќа. Но во господја Ганова нема да се прикрстите. А зошто? Нема да дозволам. Вие? Јас. Што си вообразувате ви се? Си вообразувам дека ве почитувам, Александра. И знам дека не го сакате. А ни тој вас. Зашто ви е тој флерт? Од каде знаете дека е тоа флерт? Не се познаваме од вчера. Впрочем, па тоа го знае и целиот град. Некој ве чул во паркот ноќеска како се смеете гласно 3 пати вие и 4 пати тој. Малоградска склепка. Не сте дете. И самата знаете што е и што не е. Најдете го некој ринин. Некој друг има потреба од вас. Од некој друг имате потреба вие. Да се напиеме по една чашка, но? Оставете ја таа торба. Ајде, имаме и компанија. Ќе бидете услужен, господине татко. А услугите се плаќаат. Чоколадо! Среќен роден ден, черко мила. Господине
Горски, мојот татко навистина знае како да се однесува со малите деца, нели? Вам ви е роден ден денес. Да, но тоа е за ланскиот. Знаете, уште мама додека беше жива ја воведе таа традиција. Секој мој роден ден да се одбележи со по едно чоколадо што сите заедно ќе го изедеме. Повелете? Германско. Мајорот има пријатели германци? Браво. Како погодивте? Навистина е тешко да се погоди. Каде може денес да се најде едно чоколадо за мојот лански роден ден? Но сепак е вкусно. Неверојатно. И уште би рекол, ако тоа не велути, дека оне што го подарил е... Добро, Александра. Не лутете се. Добар ден, господине началниче. Дозволете. Ти си тук, а? На господицата е роден ден, па ме покани на чашка ракија. Ако дозволувате, господине, јас би отишол да го поправам телефон. Ви честитам, господице. Благодарам. Денес имав многу работа. Сосема заборавив. Задушно е овде. Мислам дека немате ништо против да го отворам прозорецот. Молам, повелете. Професорот Марков умре. Мали се? Не можам да те гледам. Ајде. Да, добро. Веднаш, господине, Чалниче. Марков? Од што? Имаме еден кретен кај нас што не одбира кога тепа. Му ги здроби бубрезите. Чесен збор еден ден ќе губи. Зар сте го затвориле, Марков? Толку мирен човек изгледаш. Изгледал, докторе. Сите тие изгледаат додека не те вческаат заврат. Видете, докторе, јас не знам колку има луѓе на светот што сакат мирен живот, а во практика боричкаат по, токму по собствениот живот и тоа заради некои глупави идеали. Мислите ли вие дека професорот Марков знаел што е тоа комунизам? Да тоа е типичен пример на малограѓанска психологија, што од една страна копне за мирен и здрав живот, а од друга страна боледува од фетишот на некаква социјална правда, од фанатизмот на слободата. Јас 2 години ги студирав хуманитарните науки и сега знам помалку отколку што знаев како гимназист. Јас се одушевував од поезијата. Јас и ден денес наизуст го знам половината Ботев, Смирненски, Хајне. И одеднаш овие глупави жолти копчиња. Кажи им дека нас не гонат. Најмала акција предизвикува репресалии. Планински нека ни прати оружје, експлозив, динамит ако имаат, рачни бомби, отров ако имаат. Ова е нечесна војна. Смрт на фашизмот
Слобода на народот. Еве, тоа е добриот професор Марков. Дофатиме ноќес како се штутка по сокаците по река на Угорев глупак. Еден часот. Александра, не е ли веќе време за ручек? Маргарита е веќе веројатно во кујната. Што беше тоа? Луѓето со камшики кон доброто треба да се тераат, Александра. Не може да сватат дека силата на национал-социализмот е преголема за да може да и се спротивстават. Тоа е веќе готово. Русија веќе издивнува. Европа е раскината. Германија не е веќе джелат. Германија не е узурпатор. Германија е кралица на војната што во огнена двоколка лета од победа во победа. Цар варварскиот Балкан да е запрет. Србија, Македонија. Некој си црвец. Некој си ситен, глупав црвец Марков. Сте се ставили ли, господине мајоре, некогаш во ролята на жртва? На каква жртва? Ти си блескав оратор кога треба да се жртвуваат други. А како би било кога ти самиот еднаш би сгрешил пред словото од законот што си определен да го чуваш? Словото од законот, а? Ние сме ветеринари, Александра. Една шугава овца убиваме за да не го зарази целото стадо. Но ако стадото е веќе заразено, Борисе. Александра, седни. Седни и седни, не чуди се, седни. Ќе ми ветиш ли нешто? Оној Владимир Ринин, го познаваш? Ринин? Да? Тој се вика Ринин. Тој господин необично ме интересира. Она за професорот Марков пред малку нарочно го реков пред него за да видам како ќе реагира. А тој гадни да трепне. Како да сум рекол некаква најбанална глупост. А него сега горе чепка нешто околу телефонот. А јас мислев нешто друго ќе ми кажеш, Борисе. Слушај, тој има среднотехничко образование, нели? Се разбира во радиоапарат. Господи Боже. Дали би можела да се спријателиш со него? Борис, свестен ли се што зборуваш? Мола? Да, прости. А низ градов се носат гласови дека сум избрала чуден пријател. Сакаш ли да те подсетам дека не си ми само пријател? Во градов постои група подземни агитатори. И мене ми е необично важно да... Господи Боже, Господи. Александра, прости ми, јас не умеам да ласкам, не знам како се прави тоа. Прости ако ти го расипав родениот ден. Прости. Прв пат го слушам тој збор од тебе, Борисе. Има еден број зборови што звучат како плута, како трат, што се безвкусни, празни. Не предизвикуваат во мене никакво чувство и затоа се плашам да ги изговарам. Александра, ќе сакаш ли да примиш од мене еден мал роденденски подарок? Смешен си. Слушаш, навистина сакав да ти купам нешто, но со тој фустан те гледам веќе со месеци. Што да правам кога не се разбирам во тоа? А овие наши трговци продаваат секако ѓубре. Оди си. Слушај, ако сакаш ќе ти дадам пари, па одбери си што ти е најпотребно. Оди си! Имам пријател во Скопје, мануфактурист. Ќе ти ја дадам неговата адрес. Нема потреба! Може би и јас имам еден пријател овде. А она, зашто говоревме пред малку, внимавај да не насети нешто.
Прашај го за Марков или така нешто. Дај му ги на Влада. И знаете ли, поручиче Камбуров, што му рекол Наполеон на еден од своите генерали при освојувањето на Италија? Генерале, вие сте за глава повисоко од мене. Исполнувајте ги моите команди, инаку ќе бидам принуден да ве лишам од тоа ваше глупаво предимство. Јас ви реков да не ја плеткате Александра во сето тоа. Ви реков за секоја ситница да ми реферирате. Исто така ви реков дека адвокатот Бигорски е страшливец што сопствената сенка би избегал да има каде. Јас ве молев и забранував. А вие сред бел ден измислувате претрес. Кој ви дозволен? Со какво право, Камбуров, вршите претрес во мојот собствен стан? Господине началниче, дозволете да реферирам. Не дозволувам! И застанете мирно кога разговарате со мене. Вие, поручниче, правите една крупна грешка. Кревате повеќе прав отколку што можете да ја смирите и затоа голтате. Ви советувам добро да размислите за себе. Вие сте овде од 2 и неколку месеци и не можете да ги знаете работите подобро од мене. Да, но мене ми известуваат луѓето што и местото и луѓето ги знаат како дишат. Не верувајте им како слепец Камбуров. Еве. Што е тоа? Охо. Гости од планината. Кога дошли? Не знаеме. Со каква цел се тука? Не знаеме. Па што знаете тогаш? Синоќа, по прекинот на струјата. Генчо го помарал Римин. Не бил дома. Во колку часот? Околу 1 по полноќ. Аха. Знаете, господине началниче, тој Римин е чест гостин кај адвокатот. Таа работа јас сепак би ја проверил. Слушајте и запомнете еднаш, Камбуров. Господинот Бигорски врши адвокатска практика и нормално е... Ма каква практика, господине началниче? Тој не му оди канцеларија туку дома. Значи не сакате се убаво? Добро. Тогаш ви забранувам да преземете што и да е без моја дозвола. Не шегувајте се, Камбуров. Сакам апсолутна коректност према нив. Јасно? Друго нешто? Тоа е се. Благодарам. Погледнете, Камбуров. Погледнете. Вагон предмети. Се хартија, хартија, хартија. Не ми се допаѓа тоа, Камбуров. Мислам дека многу работи се излишни кај нас. И јас се двомам, господине началниче, кај нас нешто не е во ред. Да, вие сте овде од 2 и неколку месеци, а јас 3 години. 3 огромни глупави години. Ложбата е 10 пати побремена, а никој од оние горе не повелува ни носот да си го покаже овде. Само пцујат по телефонот, наредуваат како да сме во аптека. Да ви треба ова, поверете, да ви треба ова, поверете! Па, господине началниче, командата си е команда и овде нема... Непријатели се околу нас, Камбуров, непријатели! 12 годишно дете, синоќа со секира исекло, електричен стол би префрлило преку него бакрена жица. Цела ноќ бевме без струја, до пред половина час. Што да направам со детето, Камбуров? Што? Што? Господине мајоре, дозволете да го распитам. Но тоа е дете, Камбуров, 12 годишно дете! Тоа дете некој го научил, па го пратил. Стојат така и те гледаат.
бледнеат и те гледаат. Цела Европа до Волга е прегазена. Половина Африка. Вестите соопштуваат дека насекаде не пречекуваат. Со цвеќе патот ни го постилаат. А овде и децата не мразат. Вие не смеете така да зборувате, господине мајоре. Војник сте или што? Глупаво, а? Глупаво изгледа, а? Немалку херојски. А што е тоа херојски да изгледаш, Камбуров? Има ли воопшто херојство? Не! Има само команди, команди! Не ги исполнуваш ли? Кушум! Тоа е херојство. Војник не смее така да зборува. Храбриот смее. Треба храброст за да размислуваш и да согледаш дека сме во грлото на самиот ѓавол. Вие многу работите, господине мајоре. Ви треба одмор. Одмор? Половината град да виси. Да го украсам плоштадом и улиците со бесилки. Тоа би ми бил најдобриот одмор. Ова градче, јас ќе го научам дозими да и се поклонува на царската власт. Господине началниче, адвокатот Бигорски. Нека влезе. Разбирам. Останете, поручиче. Сега ќе видите. Појдете, господин. Господине Ганов, јас протестирам. Седнете, господине Бигорски. Појде. Ова е мојот помошник, поручникот Камбуров. Поручниче, извинете се. Претежот во вашата куќа е извршен по грешка, господине. Гола грешка. Ние живееме под ист покрив. Можевте барем да не ме викате овде. Овде? Впрочем, не е ли овде пред собието на јустицијата, а вие сте адвокат? Треба ли да бранам некого? Или да обвинувате како што почнавте? Запознавањето со делото можеше да стане и во канцеларијата кај мене. А овде е полиција. Луѓето погрешно разбираат. Кои луѓе? Граѓаните, народот. Посвете го вие народот, историјата. Кои луѓе ве прашав? Вашите клиенти? Некој месар? Трговец со кожи? Имињата ме интересираат. Поручниче, бидете љубезен, напишете 2 специјални пропусници за ноќ. Господине началниче, Поручниче! Сепак со делото ќе треба да се запознаете овде. Пригответе се, треба да браните некого. Не би бранел секого. А себе си? Јас ве молам да ми го објасните тоа. Јас не разбирам ништо, јас не знам ништо. Јас не знам ништо. Каде го најдовте по ѓаволите токму класичниот одговор пред полицијата? Но ако е така, тогаш е мошне чудно зашто работите се случуваат во вашата куќа. Не е можно. Во таа куќа сте и вие. Ќе ве подсетам на една народна. На 2 стола не се седи, господине Бигорски. А зошто ме смешувате мене? Јас сум... Лојален граѓанин. Господине Ганов, јас сум правник. А освен тоа, вие треба да знаете дека патот од оваа соба не води секогаш дома, господине Бигорски. Вие немате основа. Освен тоа, не се работи само за вас. Александра тука нема никаква врска. Има! Со Владимир Горски. Нема. Тоа го знаете и вие. Седнете. Седнете, Бигорски.
Јас знам дека вие ја сакате Александра. И јас ја сакам. Но малку по малку почна да ни се измолкнува од рацете. Попаѓа под влијание на некои таму комунисти, нели? Не. Невозможно. Поинаку не може да биде освен да бдееме над неа, да ја спасиме од тоа опасност. А единствената помош можете да ни ја дадете вие. Невозможно. Оставете Александра на мира. Зошто ме уништувате? Да или не, адвокате Бигорски? Седнете, порученче. Да или не, адвокате Бигорски? Ако поставам еден услов, Ќе се советуваме. Александра да биде неприкосновена. Неприкосновеност денес нема, господине Бигорски. Но добро, нека биде. Ова се специјални пропусници за ноќ. Едната за вас, другата за Александра. Како што гледате, сега сме исто. Вие сте исто што и јас. До гледање, адвокате Бигорски. Не, немојте да ми се заблагодарувате. Со тие пропусници всушност ја плаќаме нашата несмасност. Ќе ве повикам јас кога ќе бидете потребен. Господине Ганов, јас... Ќе ве повикам, реков, повелете. Подобро е овде да не ја плашиме Александра, дом. Простете, господине началниче, ама тоа е очигледна грешка. Ти ништо не разбираш, Стоиле, ти си очигледен глупак. Ако господинот началник заповеда да молчам, добро. Но овој тип може би ни го копа гробот, а вие му дадовте и камен в раце за да ни ја растепи главата. Господине порученче, овде заповедам јас. Чувајте си ја таа разлика од два чина за да не порасне на ваша штета. Јас знам што правам. Стоиле, брате, како не разбираш? Смрт или живот? По ѓаволите оние горе се работи за нашите животи, а не за нивните. Разбираш ли? Не разбирам, господине началниче, не. Гледам. Господине началниче, ова го освил за вас книжарот Лозанов Милан. Одлично. Камуров, ова книжче чини суво злато. Од кај Бај Милан се купени 2 риса бела хартија приватно. Тоа се сега летоци. Добро е. Гледаш ли, Камбуров? Почнав да не се подпирам на моите соработници и работата тргна. Значи, на трагата сме и на добро организирана банда. Комунистичка, неуловлива. Разбираш ли? Ми се чини дека разбира. Значи, треба сега и ние да се организираме. Тука е нешто Иринин. А може би и Александра. Разбираш ли сега? Како да не разбирам? Најпосле бунтовник. Нека се чувствуваат комотни. Нека мислат дека сме слепи, глови, глупави. Тоа ќе ги успие, ќе станат понепредпазливи, а тоа нам ни треба. Еден е лесно да фатиме, но Синџирот
Синџирот треба да се одврзе. Да, затоа јас и се согласи да се преместам кај нив. А ти мислеше дека сум полудел од љубов кон она идиотка. Денеска сонцето ќе изгрее на запад. Молам, Марга пиена ли си? Ти си учена другарка 1, го помагаш движењето 2, Владо има доверба во тебе 3. Добро, какви се тие глупости? Чекај, Мајорот седи кај нас 4 и јас и Герман те сакаме 5. Тоа се 5 прсти на ракава, ќе ги собереме вака во тупаница и денес сонцето ќе изгрее на запад. Марга, ти не си сосир. Слушај, вечер во паркот ќе те чекаат Герман и Владо, нешто важно. Треба само да се прошеташ и случајно да се сретнете, добро? Ако денес не ми се шета? Тогаш сонцето ќе изгрее на исток, но дури утре, така рече Владо. Да ти помогнем, а? Глупости, цел ден се чешна. Марга, како ви Герман со тебе? Те сака? Што зна? Нежен ли е? Како меч, како ќе те гушне коцките, ќе ти попукат. Владо вели кога ние двајца се бацуваме, се слуша дури во полето. И тогаш жетварите застануваат и мислат дека пукаат пушки во градот. Тој како да знае како се бацува секој во градот. Тој знае се и затоа тој рече дека ти ќе бидеш. Што ќе бидам јас? Кажи, мажен? Не знам да ти објаснам. Тој рече дека не си само умна и добра, туку осамена. И затоа треба да ти помогнеме, гледаш. Затоа јас треба да ти објаснувам. Од каде јас тебе да ти објаснувам, магла селска. Слушај, само зова никому, ни на татко ти никому. Убава работа, нема што. Во својата собствена куќа треба да звонам и да висам на врата како последен питач. Александра ќе ми објасниш ли најпосле што значи се ова? Значи дека треба да си купиш клуч. Господинот Мајор нареди да се затвора на дворешната врата. Господинот Мајор. Господар на куќава сум јас, а не некакви мајори. Кој ѓавол ме натера да внесувам полицајци во куќава? Да, тате. Да, тате. Не, тате. Да, тате, не, тате. До кога со тоа? Да, не, да. Александра. Ова овде некогаш беше салон. На оваа маса имаше цвеќиња. Се беше распеано. Весело. Сега, просто се плашам да си дојдам дома, како да си влегувам во својот собствен гроб. Престани да се чешнаш. Разговарај со мене. Какви врски имаш ти со Владо? Со Владо? Александра, ме доведуваш во искушение да сторам нешто што не би требало. А што ако го сакам? Владо. Да. А господинот Ганов? Што па, Александра, што па? И така е се превртено наглава, сакаш ли сега и куќава да ми ја запалиш? Пилат само си ги измил рацете.
Не сум виновен за неговата смрт. Немој да ме водиш по тие патишта. Стави го срцето. То лаже. Па тоа е само уште една лудост повеќе. Ти не знаеш за опасност. Знам. Се знам, тата. Фала му на Господа. Уште не сме почнали да јадеме супа од мојне хербариумски растенија како другите. Фала му на Бога, во воздухот се уште виси некаква рамнотежа. Но едно зрно песок, едно влакно да претежне на едната страна и рамнотежата ќе се наруши. Ете, тоа зрно можам да бидам јас. Но на која страна од вагата? Господи Боже. Господи Боже. Господи. Ете, тата, гледаш, имаме млад, убав, умен човек во куќата. Но тој млад, убав и умен човек носи униформа, тој е власт. Куќава беше наша и тој ни дојде како гостин. Сега куќата е негова, а ние, што сме ние овде? Кој е туџинецот, кажи? Не те давам. Не те давам. Чедо моје. Чедо моје мило, во овие услови, не е ли најдобро средината? Не ги разбирам тие зборови. Зар среќата секогаш носи модрини во душата? Од кога работиш за нив? Зар веќе сум предиследник? Знаеш ли ти, Александра, знаеш ли дека јас и ти сме на разни страни од овој фронт? Погледни. Како не можеш да разбереш дека јас не сум на никаков фронт? Ти се плашиш. Не можеш да видиш дека не сум веќе дете, дека твојата единствена љубена ќерка не носи веќе плетенки. А се случи така брзо. Јас дури сега се освестувам. Дури сега сваќам дека се во ова сосема ми го измени живот. Сосема. Татко, многу сум ти нестекна. Многу. Сине мој, син, какви времиња дојдо. Толку многу сакам да ти помогнам. Го познаваш ли некој Ринин? Не познавам никого. Не познавам никого. Александра, што си намислила? А јас го познавам. Па биди разумна, девојче моје, каде ќе одиш сега во ова време? Зар сама сакаш? А зошто да бидам разумна? Кога не можат да го вразумат виновникот, тогаш се повикуваат на разумот на оној што е прав. Зошто навредениот секогаш мора да биде поразумен од оној што е навредуван? Не, татко, не. Ке ме запомни тој мене. Александра, не излегувај! Да тоа е тревога! Александра!
правиш ти овде? Не ја почитуваш тревогата? Па, овде е неспокојно, нема луѓе. Ти пречам ли? Чекај. Гледаш, ти веднаш се лутиш. Тоа е затоа што во мене гледаш само жолти копчи. Ти мене толку неоправдано ме подценуваш што ме навредува тоа, знаеш. Добро, барем ти можеш да гледаш во мене обичен човек. Добро, зар не знам јас дека ти и Владо ми стоите не на патот, туку на вратот? Зар не можев јас 10 пати досега да те затворам, не? Но јас знам дека тоа се звездени глупости, наивна романтична заблуда во тебе. Знаеш, утринава станав рано. Кога човек станува многу рано, пред сонцето, во главата му навираат чудни мисли. Може би затоа што воздухот е така пресен и чист, и така опијанува. Си го измив лицето со земја. Со оваа наша македонска земја, на која стоиме, ја газиме, за која понекогаш сме готови дури и да умреме. Смеј се. Зошто не се смееш, Борисе? Ете, гледаш, јас не се плашам од твоите глупави исследувања. Да, јас знам дека ти не си страшлива, Александра Македонска. Но сепак, зар тоа не е инфериорно за тебе? Зар не ти е здодевно, ти вака млада, интелигентна, образована девојка, да се валкаш во сите тие провинцијски малоумности? Добро, што си ти во таа епохална битка? Да се сети. Сакам само татко ми да не стои пред вратата од собствената куќа и да чека да му ја отвори туѓинец. Туѓинец? И сакам ти, сеедно дали си мајор или генерал или Наполеон Бонапарта, да не разговараш со мене како ветеринар со шугава овца. Добро. Јас знам дека не сум никаков светец, не сум никаков принц од сказните, но и јас матурирав на дрвени наломи. Студирав ноќе, гладен, скапував од учење и не една ноќ поминував со метларите на софиските улици. Зар не сум јас исто така пролетер? И ако сега носам полициска униформа, тоа не е причина, туку последица од целата ова збрка. Кој живее меѓу волци, мила моја, мора и самиот да стане волк, инаку ќе биде растрган. Да, волк. Во тоа е недоразбирањето. Ето, гледаш ли? Гледаш дека се работи за недоразбирање. Па сепак, Александра Македонска револуционерно звучи. Герман, машината од Александра и се од визбата да се префрли кај Сенче. Да не остане никаква трага. Полицијата сигурно ќе изврши претрес. Летоците да се растурат уште вечер. Во 10. Состано кај Сенче. Извести комитет. Среќно. Мамката мрсна! Рацете горе! О, господине Маре! Мислам дека овој пат ти отиде предалеку. Да се надеваме дека тој сепак не е равнодушен кон тебе.
Инаку би морале брзо да реагираме. Ајде, станува. Па да, тебе ти е лесно. Наслушно да кокетирам со него како каприциозна гимназистка. Мене ми е гназото. Треба да се удри, а не напразно да се губи време. Ајде, станувај, засега со парадата командувам јас. Знам. Ти овде, мајорот таму, татко ми дома, команданти. Те молам да го прекинеме овој разговор и да одиме одавде. Се плажам. Се плажам. Александра, мајорот не е глупав човек, може да се врати. Добро. И поседиме. Се плашам кога сум со него. Се плашам со тебе, се плашам дома. Се плашам. Не гледај ме така. Ајде на спомниш. Ова е нечесна војна. Пушка со пушка треба да разговара и нож со нож. Нека ги опфати ужас да не знаат од која страна ги чека удар, да ги лишиме од сон, од одмор. Нервите да им ги искинеме да не знаат од која страна. Да рацете да почнат да се ги јадат од безпомошен бес. Ке дојдеме и до тоа, ајде, одиме. Не грижи се за мене. Јас некогаш навистина не знаев нешто многу важно, а тоа зависеше се. Сега знам. Името на тоа нешто му е бура, а потоа се ново. Ја жедувам таа тишина облеана со сонце. Тивките звездени вечери кога без страв од полициски свирки ке можеме со полни гради да го вдишуваме мирисот на липите. Шумолење, смеење. Сакам да се шетам на корузо, сакам да љубам, да се смеам под месечевите сенки на улицата. Четиристотини мундири ве барат, а вие како бога во мракот, пецни овде, пецни онде. Ајде, одржете ми еден говор, митинг. Што е, ви се врзал јазикот, а? Соберете си ги бесилките и одете си одовде. Стави му лисици. И води го право во 13-ката. Не префалувај си за оваа врса. Пуште девојката скоту. А ние уште ќе поразговараме. Одете си дома. Не! Одете вие подпоручниче по деловите. Ако до вечера не ја најдете, нејзиното место ќе го заземете вие. Но? Не! Во 20-тиот век нема ништо невозможно. Не. Имате на располагање 10 часа. Точка. Идиот. Молам? Не се однесува тоа на вас, Камбуров. Од кога сме на вие, Борисе? Откако разбрав дека сте апсолутно неспособни мајмуни. И ако до вечер не ми ја доведете Таа е ќерка на наш агент, не требаше да ја пуштиш. Едно девојчиште го мотка на малиот прст, целиот полициски апарат. Што е ова? Куклен театар ли сме? Што? Централниот магазин кренат во воздух, светските линии скинати.
Кој го казна? Вашата казнена експедиција свински е начекана во Црн дол. Што сте плезеле, капетане Камбуров? Што? Ја презголемуваш улогата на таа девојка. Не верувам дека таа е ороводец. Тогаш кој? Кој? Дјавол? Самиот демон? Кој? 400 мундири не се во состојба се справат со една група политички очајници. Господине Мајоре, ти забрани да ја следиме Александра. Не префрлуја сега вината на други. Не сум ни малку горд на тоа. Што сакаш? Областниот управител и писмено бара Ринин да се префали во централниот затвор. Мораме да го сториме тоа најдат на вечер. Доведете ли го ваму Ринин? Знаеш дека ќе сакаш да го видиш. Вие подискинале малку гардеробата, господине Ринин. И кожата малку. Знаете, во оваа војна луѓето стануваат свирепи, но може би еден ден ќе се најдеме во изменети роли. Што мислите? Уверен сум дека тоа ќе биде скоро и дека нема да молите за прошка. Вие сте голем човек, господине Ганов. Само сте ја сгрешиле професијата. Навистина? Волете, седнете. Вашиот талент е војнички. Досега ќе бевте генерал. А овие мојве се плачат дека молчите како земја. Зависи од партнерот. Вашите иследници се... Комплиментите се излишни, господине Ринин. Сигурно не мислите дека ќе им поделам по едно кокошкино перце за да ве скокоткаат, не? 3 дена не сте пушиле. Благодарам. Уште ли имаме за увод? Нам не ни се брза. Некој од нас лаже. Прав сте. Прав сте. Еве, погледайте. До вечера треба да ве испратам во Централниот. Треба да ви кажам, господине Горски, дека областните агенти не се помалку коњи од овие овдека. Двајца од вашите од Централниот комитет, или како веќе вие ги титулирате, не знам, умреле здробени од ќотек во Скопје. Капетане Камбуров, сакам да слушнам за претресот извршен во станот на адвокатот Биголски. Само фактите не молам. Таен телефон врзан за телефонот на господинот началник најден во визбата за Двинското буре. Тоа е поправката на мојот телефон, нели? За да не ме прислушкуваат од споредните улици. Во истата визба најден гештепнер и машина за пишување марка Андервуд. Уапсен Герман Николовски шофер. Кај него е најдена специјална полициска пропусница и револвер Штар, непозната марка и 7 куршуми 6.35. Се предпоставува дека летоците се добиени... Оставете ме, капетане, благодарам доста. Господине Горски, сакам да ви кажам неколку банални полициски збора. Наистина, ветви и банални. Вие знаете дека не сте првиот комунист што ни паднал в рака. Безразлично ни е дали ќе признаете или не. Ние и без вас можеме да ја приведеме работата до крај. Но јас знам само едно. Ако некој појадува ќотек, го руча она што го добил за појадок, а го вечера стравот од следниот појадок. Од таков човек не можеме да очекуваме да е влюбен во својот готвач. Но јас ве знам како чесен, интелигентен и енергичен. Ве ценам и сакам да ви помогнам. Навистина, банални зборови. Клучот е во нашите раце, господине Горски. Клопчето од меткано. Заедно со вас фатење и Герман, чухте? Зар вие навистина мислите дека ќе избегате од она што ве чека?
vas iskreno prašao. Па искрено да ви одговорам, да. Мислам. Државата тоа сум јас, рекол некој Јулије Цезар или Наполеон или Луи 14, и мене ми е сосема седно кој. Јас ќе бидам поскромен од нив. Во ова граче, држава, Бог, камшик, тоа сум јас. Не забравајте го тоа. Јас не сум ни политичар, ни моралист, но сепак јас сум господар на вашиот живот и вашата смрт. И ете, господарот на пековот ви предлага Реми. Таа индијанска рамнодушност воопшто не ви прилега. Се работи за Александра. Јас знам дека ни вие не сте рамнодушен кон неја. Dosta. Јас сум тој што треба да каже доста. Što izigravate ovde? Klon! Подалеку рацете од Александра. Ne stanujete smešani. Aleksandra nikogаш нема да ви падне в раце. Премногу мирисате на крв. Вие сте луд човеко. Вие сте подземен политички агитатор и Александра е само еден прост политички блеф. Ајде да се спогодиме. Затоа не е подобро отколку како пијани екзалтирани пеперуги да летате во смрт. Дајте ми ја Александра и јас ќе ви се иставам патот. Во Америка, на Марс, на осмиот континент, само не без неја. Не оставајте ме без неја, господине Горски. Ке имате работа со повестет звер. Александра е моја, моја! Престанете со таа опера. Јас не ја верувам. Вие може би навистина сакате таа девојка, но таа не може да биде мост преку кој неказнето ќе минете над реката пролеана со крв. Јас не сум само оваа униформа. Јас сум пред се човек. Маш! Разбирате ли? Погледајте ме. Јас немам ни стаклено око, немам ни разбойнички белег на челото. Јас не сум ни морски пират, ни гангстер. Па сепак сум првиот кандидат на смртта. Не ли така? Па добро. По која логика тогаш јас немам право на компензација за сето тоа што морам да го голтам поради оваа униформа? Се раѓа една нова Библија, човеку Борис Ганов. Се урива еден стар свет на убиства и грабежи, што значиме вие и јас тук. Што? Се обидувате мене да ми држите пропаганда? Добро. Можеме ние и поинако. Поет, мојата професија е мој хоби. Уживам во стрелање. Јас сум одличен стрелец. 98 точки од можните 100. 2 пати бев прв на студентскиот стрелечки фестивал во Софија. Го знам тоа. Што? Да не ми бевте ривал? Го знам и тоа дека 2 пати ве затворале поради антиуставни идеи. Тоа што бледнеете, јас не ви префрлам. На крајот сам секој си го избира својот јаран. Но времето врви, мајоре. Вашиот фирер го биде пеколот. Стапна со едната нога во Стариградскиот гроб. Неговите ешалони ги гонат по Африка, Италија, крај на раце. Во Нормандија отворен вториот фронт. Кај нас оперираат партизански дивизии. Но јас ви предлагам Реми, човеку, Реми. Не фрлајте ја во вода последната шанса да останете жив. Господине Ганов, ова не е литература, ова е војна. Кој бесел ќе биде обесен, тоа е толку просто. Слушајте вие, црвен барбарино. До вечера ќе ве пратам во Централниот. Но пред тоа ќе направам пакет месо од вас. Мајоре, заборавате дека рацеве не ми се врзани. Додека не се смрди градот од вашата погана крв. Назад ќе стрелам. Не можете ни го стрелате вие, ситно страшливо. Варта го. Фатете го. И продолжете со мачењето. Сакам до вечера на коленици да ме моли 10 нека тепат, додека не го убијат.
ми го адвокатот Бигорски. Да. Чекај. Наредете вечера воена музика на площадот, да. Блокада ќе приредиме. Мола? Зборувајте со гарнизон. А слушајте и исполнувајте мојата наредба. Со градот командувам јас, а не вие. Како сте, господине Бигорски? Што сакате уште од мене, господин Ганов? Многу. Камбуров, видете што станува надвор. И мене ми е многу. Ви го изнајдов водачот на комунистите. Ви открив цела организација. А сепак сум затворен. Ни Јуда не сторил повеќе. Христос барал прст што ќе го подкаже, господине Бигорски. 2000 години Јуда ја носи нагрб неправдата и тоа само затоа што го служел на еден кариерист. А вие сега само ја сликате иконата на еден нов, пролетерски Христос. Вие 3 пати продестилиран буржуј. Во името на што? Ве молам, не викајте тука како да и држите говор на историјата. Што? Во мојот пансион се собрале се сами херои, зови вие! Слушайте, господине Ганов, во почетокот, јас на вистина бев многу исплашен. А сега не сте? Барав 1000 начини да го спасам и мојов живот и животот на Александра. Но сега, по овие 4 дена поминати во вашиот пансион, чувствувам некаква чудна празнина. Некое чудно душевно спокојство. Јас сум Јуда. Но ќерка ми е со нив. Рамнотежата е воспоставена. Е жал што и вие не сте таму, не? Знаете, јас не сум храбар човек, но можев да им додадам малку храброст. Ним! Честитам. А како би било вечерва да му се обрнете на населението? Пардон, ја заборавив да ви известам дека ве назначивме за кмет на градов. На овој град, господине Ганов, кметови не му се потребни. Сакате да ме вратам долу? И јас сум тука сосема излишен, господине Ганов. Одете си! Господине началниче, Ринин умре. Не издржа. Се обиде да избега. И Генче секунда кога погледа, му пукна черепот. Еден ден, како во народните преданија, испив чаша мртва вода. А што ако таа чаша била испиена во пустина во едно жедно време? Составете извештај за смртта на Ринин и поднесете го во областната полициска управа. Да, за ноќеска нареди блокада. Врзете го трупот на Ринин во некоја вреќа и фрлете го во Вардар или закопајте го во некој дол. А господинот
За сега вратете го во ќелијата. Тоа е се за денеска. Кога нам, господине управниче, ќе ни поставите телефона, кај се видело тоа аптека без телефон. Па напишете молба, господјо. Секако дека ќе поставиме, секако. Кажам да нашето ми. Инфино! Прекрасно, Хамбург. Од мојата визба. Господа, тишина, господа, тишина. Кренете ги чашите. Камбуров, држи. Господа, поуспешната акција против комунистичките банди, ја имаме таа чест да го прославиме конечниот мир во нашето убаво град. Господа, имам да ви соопштам една многу радосна вест. Нашиот гарнизон е зајакнат со 1500 жестоки во борба окалени војници. И по ден-два командата на градот ја преземат германски офицери, господа. И со тоа песната на партизаните ќе стане кратка и тажна. Господа, ја кревам оваа чаша за упокоение душ грешних, чајушних, кончину бандитов. Амин! Борисе, доста пиеш, Борисе. Зимни ми се од вратот Камбуров. Што е? Ти си пиен како свиња, а јас сум пиен од среќа. Иван! Свиди, Иван! Господине капитане, што е? Каде е господин Камбуров? Камбуров, господине капитан, телеграма, да честите. За мене. Мајор. Кој мајор? Читајте! Мајор! Читајте! Борисе! Пријателе мој! Читај! Јас сум мајор! Јас сум мајор, господа! Јас сум мајор! Јас сум мајор! 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 Јас сум мајор! Господа! Браво! Браво! Јас сум мајор! Јас сум мајор! Дайте! Гледайте! Јас сум мајор! Сега! Мајоре! Сега сме рамни! Гледај! Лично за мене! Што представувам јас овде? Шут! Зар не се радуваш? На буква, а? Борисе! Зар не се радуваш? Господа! Да пиеме, господа! Мајоре! Наздравете ми! Ова, мајоре! Наздравете! Во моја чест, господа! Да пиеме! Слушајте го, мајорот! Да, наздравам, а? А добро, да наздравам. Јас секогаш наздравувам. Па, да пиеме еднаш и за нас ѓавол да не земе. Браво!
Господа! Што сме ние, господа? Кому служиме ние? Ние сме во грлото на самиот ѓавол. И нека одат по ѓаволите и сите императори, цареви, сите бандити, сите сте свињи! Свињи! Борисе, слушај, ти не си при себе. Слушаш ли, Навни Борисе? се, Камбуров! Камбуров, изведете го надвор. Иванчо, дай танго, дай. Назад! Pa što je ovo? Mene mi se spije. Odstapete, nazad! Odstapete! Рацете кон себе ако ви е мил животот. Реков во грлото на самиот ѓавол или во ѓаволско грло или на роговите, како што сакате. Кому не му е право, ќе му го дадам правото со 10 грама олово. Марш! Музика! Продолжете со карнавалот! Господине Мајоре, вие сте лишен од слобода. Лишен од слобода. Што значи ова? Бунт? Револуција? Марш од мене, скотови! Да? Спревајте! Царскиот офицер не сепнаше од смртта. Повелете. За Германија! За победата! За проклетата родина! Речи ми, господа! Александр! Да, мајоре, јас. А вие кренете ги рацете. Повисоко. Тоа, ние ве научивме да војувате. А ние ќе ве одучиме. Земете им го оружјето.